Следниот викенд започнува новата сезона 2024-2025 во втората македонска фудбалска лига. Вкупно 16 екипи ќе се надпреваруваат во втората лига, која е веќе трета сезона во низа единствена. Првите две места обезбедуваат директен пласман во прва лига. Третопласираната екипа ќе игра бараж со 10-топласирана екипа од првата лига. Последните две екипи спаѓаат директно во трета лига, а пак 14-тото пласирана екипа ќе игра бараж за опстанок во втора лига со еден од петте шампиони во трета лига. Првата сезона во втората лига се одигра во сезона 92-93, кога Љуботен беше шампион, вице првак беше Карорман, а трет заврши тимот на Скопје. Викендот ќе започне 33-тото издание од втората македонска фудбалска лига, а во минатото втората лига имаше неколку реорганизации. Во минатото 20 сезони беа одиграни како единствена втора лига, а новата сезона 24-25 ќе биде 21-то издание од втора лига како единствена. 12 сезони беа одиграни како втора лига Исток и втора лига Запад. Последните две како единствена втора лига, а од следниот викенд и новото издание ќе биде трето во низа како втората македонска фудбалска лига, се игра како единствена со 16 екипи. Шкентија, Брегелница, Македонија, Ѓорче Петров по 3 пати имаат освоено втората лига. Тетовскиот прва лига шампион во втора лига беше во сезона 95-96, 99-2000 и 2009-2010, пак Штипени шампиони во втора лига беа во сезона 95-96, 2003-2004 и во сезона 2020-2021, кога сините последно се вратија во првата лига. Лвовите во втората лига имаат шампионска титула од сезона 94-95, како и во 2012-2013 и 2017-2018. Оваа сезона битката ќе биде меѓу штипските сини и лвовите од Ѓорче за четврта титула во втората лига. По две титули имаат Куманово, Пелистер, Беласица, Велешки Борец, Скопје, Прилепска, Победа и Силекс. По една титула во втората лига имаат Љуботен, Охрид, Кожув, Победа од Валандово, Работнички Осогово, Кичевски Напредок, Тиквеш, Башкими, Влазними, Милано, Турново, Тетекс 11 октомври, екипата на Шкупи, Академија, Пандев или сега Брера Струмица, Струга Тримлум, Воска Спорт и последно Беса, која за прв пат се пласираше во првата лига. И во новата сезона на телевизија М-нет ќе може да ги следите фудбалските возбудувања од втората лига преку директни преноси од стадионите широм државата со отворени студија и гости, анализи, дебати и разговори. Да бидам искрен, не дека сум гостин сега во вашата емисија, од големо значење за тренерите она што го правите вие како телевизија. А тоа е на полувреме да имаме статистика од точни пасови до посетна топка, удари на гол и слично, и оние репетиции на добри шанси, на голови, на оно што се случува за време на самиот надпревар. Сето тоа на нас ќе ни помогне во самата анализа како тренери и нема да одвојуваме голем дел од нашето време за тоа, туку ќе го имаме веќе сето тоа изготвено од ваша страна. Моментално вие добро го тоа работите како телевизија и во машката и во женската лига. Во новата сезона нашите графики и статистики се збогатени со комплетна статистика за секој надпревар, со што се стреме македонскиот фудбал да биде подигнат на многу повисоко ниво. Продолжува одличната соработка на телевизија М-нет и Фудбалската федерација на Македонија и во новата сезона од втората лига, а нашата соработка ќе продолжи војнено со поголема видливост на втората лига, меѓуто и на третата и општинската лига, преку директни преноси. Првиот фудбалски пренос на телевизија М-нет беше од 15-тото коло од втората лига Исток, меѓу екипите на Китго од Пекчево и Каменица Саса во сезона 2021-2022, а од тогаш до денес е голем бројот на преноси кои телевизија М-нет ги има реализирано, а со тоа се потврдува уште нашата успешна соработка со Фудбалската федерација на Македонија.